Го стартуваме третиот фестивалски ден со вкусна чорба и со топло кафе и чај, директно од кампингот на кампот на Револуцијата во Прилеп. Значи тука сме заедно со камперите. Радува бројот што бројот на кампери од година во година се повеќе се зголемува. Ги имаме кампери не само од Македонија, веќе од регионот. И радува фактот што се кампери од различни генерации. Значи луѓе со поавантуристички дух кои што решиле својот престој да го за време на пиво фестивалот да го имаат токму тука од паркот на Револуцијата. Се со цел, како што најавивме и веќе многу пати претходно, за да го направиме нивниот престој што попријатен, им обезбедивме бесплатен кампинг. Значи организаторот има возможни услови, бесплатно ги паркираат своите возила, има возможни локација, бесплатен појадок секој утро, обезбедени се сите санитарни хигиенски услови. Исто така паркот е една одлична локација која што изобилува со многу забавни содржини, можете да видите многу има спортски објекти, веќе имаме тука отворен аквапарк. Така да пробавме како организатор да ги овозможиме сите предуслови, престојот и поминот на пиво фестивалот на сите кампери да им го овозможиме биде што попријатен и понезаборавен. Да кажам дека се уште има капацитет за сите оние кои што ете можеби немаат каде да престојуваат во останатите две фестивалски вечери, значи може да повелат овде на кампот на Револуцијата, потребно е само да си понесат шатор, регистрација не е потребно, така да место има за сите. Ова е една покана до сите оние кои што го сакаат кампувањето и нормално сакаат нели да бидат дел од овогодишното 15-то јубилејно издание на Пивофест. Што се однесува до вчера вечер, можам да кажам дека поминавме и повеќе од одлично, фантастично беше. Ален Исламовиќ остана 1 час подоцна од предвиденото и договореното време, направи навистина извонредна забава. Се надевам дека вие убаво си поминавте. За вечерва што е она што ве очекува, програмата ја знаете, но еве да ве потсетам, значи вечерва ќе стартуваме со нашата македонска гордост, прекрасната и единствена Елена Велевска, веднаш потоа ќе ни гостува на сцената Анабела, фантастично балканско музичко име, кое што веруваме дека ќе направи навистина бум на самата сцена и ги знаеме незините хитови, ќе уживаме сите заедно, а како една убава завршница, односно како за крај, ќе се забавуваме со можеби единствениот човек кој што навистина е махер за забави, тоа е Харис Џиновиќ. Јас навистина се радувам за тоа што ќе имаме уште една фантастична вечер. Секако ве канам во 21 часот на сцената на Пивофест да уживаме со тројцата нови музички имиња кои што ќе бидат дел од годинишното издание на фестивалот на пивото и скарата. Па јас сум прв пат доаѓаме со Скопје, мојот другар Дејане повеќе пати има доаѓано тука. И супер ни е тука, добро се организирано. Каква е забавата тука? Па вчера Подолго време, отколку долго? Вчера бевме на забавата, траеше долго, интересно ни беше. И така. Како ја оценувате втората вечер од фестивалот? Молам? Синоќешната вечер како ја оценувате? Па супер, одлично би оценил. Јас многу да си поминав. И така се надеваме денеска ќе биде подобро. Ќе имам поише гужва. Па веќе 5-та година поред во кампов исто на кампување, горе на могила кај шаторите што се. Денеска малку покасно, денеска дојавме, еве сега пред половина час пристигнавме таман за кафенцата. Али ќе видиме вечер прв пат ќе ни биде. Што 5 години преку баш во кампот? Па знаете што, друштвото пред се, значи на едно место во природа, нели, шаторите тука, луѓето од цела Македонија, млади луѓе од секаде од сите градови, странци исто гледам од Белгија има доаѓаат луѓе, Данска приметивме и дружбата едноставно се запознаваме, се дружиме, гитарче, музика, пеење, такви работи. Дружбата, тоа е тоа. Дори бината доле се супер интересно, меѓутоа и на втор план ми е веќе 5-та година, веќе тоа не ми е толку интересно колку што ми е дружбата горе на могила. We are from Belgium and it's our first time here and yes. We are 20 people, all 18 and You came especially for the festival? no, we were making a trip in Macedonia, but we came here for the festival because we heard of it. And now we're going to Skopje and we're going to take the plane home to Belgium. Where you heard about this festival?
We are scouts, and another group came to the festival 4 years ago, and they told us about it. And what can you tell us about the atmosphere? Very good, very nice, friendly people, and free food and drinks. You try beer? Yes. Not as good as in Belgium, but okay. We've been there 2 days on the festival. En yes, it was really fun. Maar ik ben echt geen mens om dit te doen. The first day we went to Skopje to visit the city. Then we went to the Matka Canyon we climbed up a hill to find a monastery. Then we came to Prilep to visit the beer festival for like 2 days. And now we're going to the Mavrovo Natural Park. We've heard a lot of positive things about it, but we need to be careful with those animals, I've heard. And the rest I can't tell it because the members might know where we're going. You're scouts? Yes, yes. And what can you tell us about Macedonia? I think it's a beautiful country with small villages in comparing to the surface. But we really like to see the mountains, to climb, for sightseeing, but in nature, not only in cities. But I also think people in Macedonia so far are pretty friendly actually. In the beginning I had my doubts, but now I'm sure everything here is okay. Don't need to worry. Barbecue, the beer here? Yes, of course. It's kind of nice, but because we're from Belgium, we have a beer culture in our country, so we had better, but we always had worse. Our beer? The Macedonian beer, it's 7? yeah, 7. Sometimes it depends on the brand. 6.5, 7, 7.5. So a big estimation.